Ликовната академија при Универзитетот Гоце Делчев од Штип со врвни познати уметници како професори создава нови надежни уметници, чии дела во иднина ќе ја представуваат нашата држава. Студентите од прва година задоволни што го направиле вистинскиот избор. Се што ни треба се е обезбедено овде во ателието, можеме да доваѓаме кога сакаме во било кое време. Ние работиме со професорите од Украина. Одлични се. Малку имаме проблеми со зборењето со нив, но имаме овде преведувач, така да нема никаков проблем сега. Одлично е. Уметност е нешто што ме влече од помали години и сакам да научам да откријам што се можам да постигнам, значи каде ми се границите, некои нови техники да научам, што ќе ми требаат понатаму во животот во врска со ликовната. До сега што научи? До сега обично цртаме перспектива, композиција, се учиме како правилно да ги поставиме формите, што е многу корисно, една основа за понатаму. Цртам откако памтам за себе. Едноставно страст ми е и дека немав прилика предходно да го основам образованиево, да го засилам вештината, само сум. И ова беше совршена прилика да се малку професионално менторство за да ги подобрам тие работи што ги знам, а и да научам и некои нови работи. Колегите се супер, професорите се супер. Мислам дека многу добар факултет погодив. Задоволството при создавањето на млади надежи и креирањето на нови имиња во ликовната уметност во Македонија е очигледно и кај професорите од Украина, кои претежно работат со студентите од прва година. Ги предаваат основните знаења, класичната уметност. Студентите се послушни и се трудат, веќе имат први успеси со кои можеме да се пофалиме вистински. Да, это есть в плане. Секако, бидејќи наставната програма предвидува токму овие предмети и се надевам дека ќе имам добри студенти и добри резултати токму во зидното сликарство. Наставната програма е обширна, опфаќа многу голем број предмети и се надеваме дека и после кога ќе завршат академијата, студенти ќе имат можност да се покажат како уметници. Все будут хороши специалисты выходить из этого. Со секој студент имаат посебен пристап, бидејќи секоја личност е индивидуа за себе. Уметничка академија, односно ликовната академија, предвидува по својата суштина различните афинитети кај секој од студенти. И ако имат една општа задача, секој од нив прави индивидуални грешки или работи во некоја своја си индивидуална насока. А моја задача како професор да ги насочам, да ги усмерам и да ги развивам токму тие индивидуални афинитети и способности на секој студент. Знања. И двајцата професори од Украина задоволни од условите во кои работат со студентите. Секако, условите се добри, ателијата се светли, големи, убаво се работи. Но знаете, завжди би хотілося більше приміщень, більше. Секогаш можеме да кажеме сакаме поголеми простори, сакаме повеќе некои нагледни средства, ама главното наше богатство, односно главниот успех, тоа се наши студенти и се надеваме дека преку нив ние ќе можеме да направиме се за да Македонија за да добие добри специјалисти, квалификувани уметници. Нам подобається, що ми маємо змогу в ньому викладати. Тоа е и мотивот на владата на Република Македонија преку Министерството за образование и наука максимално да го поддржи развојот на ликовната академија, каде моментално се едуцира четвртата генерација студенти, кои во просек на годишно ниво се запишуваат по десетина. Освен овие двајца професори од Украина, на студентите им предаваат и професори од Русија, сите четворица со извонредна биографија.